Добар ден, ученици! Добре дојдовте во денешната училница. Јас сум наставничка Анета Андоновска од Општинското основно училиште Ацо Шопов од Скопје. Денес, заедно со мене, на овој видео час по предметот Општество ќе зборуваме за училиштето. Што ќе научите на овој час? Односно, кои се целите на часот? Да ја запознаете вашата училишна средина. Ќе научите да ги именувате и препознавате вработените во училиштето. Да ги именувате и препознавате просториите во училиштето. Да го знаете и применувате куќниот ред во училиштето. Да развивате навики за правилно однесување во училиштето. Ајде да започнеме. На што помислувате кога ќе го слушнете зборот училиште? Ученици. Учениците учат во училиштето. Книги. Книгите им служат на учениците да се стекнат со многу нови знаења. Училница. Училницата е место каде учениците учат. Наставник. Наставникот е оној кој ги учи учениците и се грижи за нив. Дали знаете како се вика вашето училиште? Хајде секој од вас да го изговори името на своето училиште. Јас сум сигурна дека сите вие знаете како се вика вашето училиште. Но дали знаете кои се простории во училиштето? Зашто служат просториите во училиштето? Кој работи во училиштето? Како да се однесуваме во училиштето? За да одговориме на сите овие прашања, но и да научиме уште многу нови работи, ќе направиме една мала прошетка во училиштето. Нашата прошетка ќе ја започнеме од училишниот двор. Училишниот двор е дел од секое училиште. Тоа е место каде учениците се дружат пред почетокот на часовите и си играат. Во училишниот двор не се фрлаат отпадоци и не се уништува зеленилото. Од училишниот двор нашата прошетка ја продолжуваме да ги запознаеме просториите во училиштето. Кои се просториите во училиштето? Училница. Секое училиште има повеќе училници. Училницата е просторија каде се реализира наставата. Во училницата, со помош на наставникот, учениците стекнуваат нови знаења. Во училницата, учениците внимателно го слушаат наставникот и ги почитуваат своите другарчиња. Отпадоците ги фрлаат во корпа за отпадоци и внимателно слушаат и тивко работат. Физкултурна сала. Зашто служи физкултурната сала? Во физкултурната сала учениците одат на часот по физичко и здравствено образование. Во неа има многу спортски реквизити, со кои се одржуваат часовите. Спортските реквизити не треба да се оштетуваат или уништуваат. Училишна библиотека. Училишната библиотека е место каде се чуваат многу книги. Од неа учениците, но и наставниците позаимуваат книги. Во библиотеката работи библиотекар. Тој се грижи и ги чува книгите. Училишна кујна. Зашто служи училишната кујна? Училишната кујна е просторија каде се подготвува и се послужува храната. Во неа учениците одат на појадок и ручек. Пред секој оброк задолжително се мијат рачињата. Во училишната кујна работи готвачка. Таа се грижи учениците секогаш да јадат здрава, свежа, но и многу вкусна храна. Канцеларии. Секое училиште има повеќе канцеларии. Канцелариите ги користат вработените во училиштето.
Ајде да видиме кои се вработени во училиштето. Директор, наставници, педагог, психолог, секретар, дефектолог, хаусмајстор, хигиеничарка. Каква улога имаат вработените во училиштето? Директорот. Тој се грижи за училиштето. Се грижи за сите ученици и за вработените во училиштето. Педагог. Им помага на учениците да го подобрат учењето и го следи нивниот успех. Психолог. Им помага на учениците да ги разберат своите постапки и да станат подобри. Секретар. Му помага на директорот и издава документи и потврди. Дефектолог. Дефектологот им помага на учениците со посебни потреби. Хаусмајстор. Хаусмајсторот е задолжен за поправки во училиштето. Хигиеничарка. Хигиеничарките се грижат за хигиената во училиштето. Правилата се многу важен дел од нашиот живот. Правилата ги има насекаде околу нас. Ајде да се запознаеме кои се правилата во училиштето. Не доцниме. Во училиште секогаш доаѓаме навреме. Влегуваме тивко и без да се туркаме. Внимателно ја слушаме наставничката. Добиваме збор со кревање на рака. Работиме во мир и тишина. Никого не исмејуваме. Се поддржуваме и си помагаме. Отпадоците секогаш ги фрламе во корпата за отпадоци. Играме на безбедно место. Сега да повториме. Што е она што го научивме на овој час? Научивме дека секое училиште има свое име. Во училиштето учат ученици. Наставникот ги учи и ги воспитува учениците. Во училишниот двор не треба да се фрлаат отпадоци и да се уништува зеленилото. Просторијата каде се реализира наставата се вика училница. Други простории во училиштето, освен училницата, се и физкултурната сала, училишната библиотека, училишната кујна, канцелариите. Книги позајмуваме од училишната библиотека. Во училишната кујна учениците појадуваат и ручаат. Во неа работи готвачка. Вработени во училиштето се наставници, библиотекар, готвачка, директор, педагог, психолог, секретар, дефектолог. Да запомниме. Училиштето е место во кое вие учениците учите и се развивате. Ученици, ви благодарам на вниманието. Се надевам дека со овој час го збогативте своето знаење. До видување, до следното видување.